имаме деца кои што верувам дека тоа моментално ќе ни го претворат еден ден во континуитет на големи надпреварувања. Мојот сегашен соговорник е токму еден таков. Тој е дечко кој што веќе освен дресот на Вардар го има облечено и дресот на Атлетико Мадрид. А како дошло до тоа, слушаме директно од Матеј Николов. Матеј, здраво и фала ти што си гостин во првото издание на Мундокаст. Здраво, фала ви на вас. Многу сум среќен што дојдов покана од вас. Ми значи мене тоа. И стварно сум презадоволен и ми значи многу тоа. Само што ја завршивте сезоната во пионерите на Вардар, освоен е купот. Прво ти честитам и за освоениот куп. Дај Боже да се множат што повеќе успеси. Како ја гледаш оваа сезона што измина во дресот на Вардар и првенството и купот? Оваа сезона јас се гледам како една исклучително тешка сезона, затоа што беше полна со многу предизвици, тешки надпревари и од лигашките надпревари сме задоволни, но може требаше да освоиме првото место, завршивме втори, а за купот сме презадоволни, во финале ги дојдовме Македонија Грче Петров 3:0 и ја сметам оваа сезона за баш успешна сезона, но и ако можеш уште повеќе да се постигне. Така, вашата генерација важи за една од најталентираните во тоа годиште. Имате и одличен тренер Христијан Кировски, Джери. Колку е важно вие меѓу вас како се разбирате и каква ви е разбирачката и со тренерот? Па секако комуникацијата помеѓу тренерот и играчите е многу битна, исто како и со играчите меѓу себе. Поради тоа што ако немаш добар тренер или ако тренерот не те разбира, не ти дава мотивација, не може да се изгради добра екипа. Тренерот Христијан Кировски Джери баш добра екипа изгради, ни даде многу мотивација дека сите лежа, ние трениравме, одевме по различни терени, трениравме и он баш убаво не спреми и баш тоа со самото тоа што он се вложи во нас, ние тоа му го вративме на терен и на крајете. Господ ни врати, дојде до успех и го освоивме купот. Зборуваме сега за Вардар, меѓутоа ти може да се пофалиш со нешто со кое што не можат многу играчи, а тоа е и своевидни настапи во дресот на Атлетико Мадрид. Како дојде до тоа и нешто повеќе за ова искуство, кажи ни. Па тоа искуство е стварно големо искуство и би го препорачал на секој дете, на секој фудбалски играч, а тоа искуство е од тоа може само да се добие. Како и да помине на крај, може само да добиеш од тоа искуство. До тоа јас отидов таму на проба и бев таму 2 недели. Бев со генерација постари од мене, со генерација 2009 и супер поминав таму, беа задоволни, но последната недела ме вратија со генерација 2010 за да се спремаме за еден турнир, за престојен турнир. На турнирот игравме со екипи како Рајо Ваљекано, Леганес, Гетафе, стварно јаки екипи од шпанска Ла Лига и го освоивме тој турнир. Во финале победивме 9:1 против Леганес, постигнав гол и 3 асистенции и баш сум задоволен од тоа искуство. Вака надвор од теренот, каква организација е Атлетико Мадрид? Затоа што ние често зборуваме балканските услови, меѓутоа ретко кој можел да се запознае со таков клуб од внатре. Па страшна организација. Луѓето таму вложуваат, таму живеат за фудбалот, имаат исклучителен тренинг комплекс кој што го немаат многу екипи. Атлетико Мадрид е екипа која што е во топ 10 клубови во светот и вложуваат во тоа. Имаат по 8 тренери во секоја генерација, се вложуваат и сакаат да бидат успешни во се. И децата таму се дружелюбиви. Јас отидов таму, одма ме прифатија во средината и баш се чувствував прифатен од нив. Имаше ли можност да видиш некој од главните звезди на првиот тим? Да, имав можност. После првиот тренинг добив покана да одам во VIP ложата на стадион Метрополитано и игра Атлетико Мадрид против Атлетик Билбао. На таа утакмица бев претседател на Шпанска федерација, екс-фудбалерот, легенда на шпански фудбал Давид Вилја и баш убаво искуство, кој што многу не може да го искусат, многу препорачам стварно на сите, преубаво искуство. Каква е моментално твојата комуникација со Атлетико Мадрид? Дали имате некои заеднички перспективни разговори, планови? Па разговорите не ги водам јас, имам лица кои што се грижат за мене, моите менаџери и они ги водат тие разговори, преговори. Јас ништо не знам, јас само кога ќе дое време јас тоа ќе дознам, поради така они така одлучи и тоа го почитам нивното мислење, многу ми значи нивното мислење. Пред да поминеме на она што е сега најактуелно светското првенство, за кого навиваш во фудбал? За Манчестер Юнайтед. Сега, ако дојде Манчестер Юнайтед со понуда, ама Атлетико ти се јави пак со 3 пати подобра понуда, што ќе направиш? Играм за Манчестер Юнайтед. Од каде тргнува оваа љубов кон Манчестер Юнайтед? Од татко ми уште од мали, уште од кога сум роден, он
ми купувал дресови од Манчестер, топки од Манчестер и така го засакав тој клуб и сега секој такмица гледам јас и заедно и многу и баш сум среќен што имам за таков клуб со голема историја. Так, да се надеваме дека малце ќе почнати со титули да ти возвраќаат. Се надевам и јас. Се надевам од наредна сезона. Добар тренер имаме сега. Ќе тргне. Она што е не се актуелно, доаѓа светското првенство. Ќе биде со репрезентации попополнето од сите претходни и послаби и посилни репрезентации. Што очекуваш од светсково првенство? Кој мислиш дека може да се вмеша во битки за медали? Дали мислиш дека некој може да изненади? Па јас мислам дека африканските екипи може многу да изненадат, поради тоа што се тие спремни и тие се имигранти од Европа и мислам дека тие многу добри репрезентации направија, јас се надам дека Португалија ќе го освои светското првенство, а репрезентација која што сакам најмногу да изненади е Хрватска или Босна и Херцеговина, некој од балканските две екипи. Така, сепак тие ни се блиски тука и по менталитет и со дружба, некогаш сме биле сите заедно и во една земја. Дали би сакал да ги видиш, например, Аргентина, Португалија во финале, или би сакал, пошто спомнам Португалија, можеби со Франција или со Бразил да го игра финалето? Па најдобро би било да биде Португалија и Аргентина. Тоа ќе биде најдобро финале што некогаш било во сите такмичења, но и да биде со Франција, да биде со Бразил, ќе биде сепак одлично финале, поради тоа што тие две репрезентации кои што ги спомнавме, Бразил и Франција, се одлични репрезентации, кои што се реални фаворити да го освојат тоа првенство. Така. Ние вака сега разговараме, секој од нас има некоја симпатична репрезентација која што би сакал да дојде што подалеку, а меѓутоа се знае, ништо не може да го замени настапот на Македонија на некое големо првенство. Еве, ти си дел од младинските структури на нашиот фудбал. Гледаш ли перспектива дека ти кога ќе бидеш сениор, Македонија може на мундијал да отиде? Дефинитивно, Македонија има страшни талентирани деца кои што може да донесат Македонија на еден голем мундијал. Мислам дека тоа ќе за едно 5-10 години ќе биде остварливо и дека ќе играме на некој големо такмичење, некој голем мундијал. Што е клучното што би ни требало? Кај да мислиш дека ни е најголемата сила за да отидеме на мундијал? Најголемата сила е тоа што имаме многу талентирани деца и во тие деца кои се талентирани треба многу да се вложи. И кога се вложи во тие деца, тоа ќе се врати се на терен и мислам дека ќе може да се стигне лесно на големите такмичења. Фала ти многу. Да имаш големи успеси понатаму и во дресот на Вардар и во дресот на Манчестер Юнайтед. И сега пази, пред камера ти кажам, ако доеш до Манчестер Юнайтед и до било која голема европска екипа, дрес подпишан чекам. Договорено. Гледају камерата, ветување дека си дал тамо. Рака и дај Боже ти да бидеш меѓу оние првите што Македонија ќе ја однесе на светско првенство. Дај Боже, се надевам јас. Фала ти уште еднаш.